Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните околу 80 минути. Ќе има трета светска војна ако се одземе мало парче од Косово. Таравари вели дека балканското буре барут може да го запали целиот свет. Лидерот на Алтернатива предлага химната да има два текста, еден текст за македонците, а друг за албанците. Време е за одлуки, а не за нови одложувања. Министерот за надворешни работи Муцунски бара предвидливост и решителност во евроинтегративниот процес на Македонија. Никој не сака да работи за плата од 25.000 денари. Премиерот Мицковски за вработувањето албанци во јавната администрација. Заложбата е со Турција да соработуваме во сите области, особено во економијата. Премиерот Мицковски го покани Ердоган во Скопје по потпишувањето на заедничката декларација. Дуи го подготвува најголемиот бојкот досега. Коалицијата Вреди обвинува за политички манипулации. Мицковски чекал во ред за чекирање како сите други патници. Шпанскиот амбасадор воодушевен од скромноста на македонскиот премиер. Градоначалникот на веројатно најзагадениот град во Македонија, Тетово, апелира да се плаќаат сметките за подигање на смет. За присилната наплата гарантира дека е по закон. А на самиот почеток една вест од секторот за внатрешни работи Тетово. Тетовската полиција приведе тројца мажи осомничени за организирање борба со кучиња во селото Долно Палчиште. Според информациите на Министерството за внатрешни работи приведени се еден 18-годишник и еден 50-годишник од село Долно Палчиште и еден жител од прилепското село Дебреше на 43 годишна возраст. По добиената пријава полициски службеници веднаш постапиле и ги лишиле од слобода лицата кои се затекнати на лице место при организирање на борба со кучиња, велат од секторот за внатрешни работи Тетово. На местото на настанот излегле и представници на Агенцијата за храна и ветеринарство кои ги превзеле животните за понатамошна постапка. Приведените се задржани во полициска станица, а по документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. A ja najmala
Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Za tvojite krilja
planina crna, tvoj sungur i trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, grani zori vetrotke mesene. Begaj ženo solice od svila, češkalama sum za tvojite krilja. Еден од лидерите на коалицијата вреди и актуелен министер за здравство Арбен Таравари. Во објава на социјалните мрежи ги анализира настаните што се случуваат во светската политика по доаѓањето на власт на администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп и состојбите на Балканот, особено на Косово. Таравари пишува дека дипломатијата полека исчезнува и дека председателот Трамп целосно ги менува ставовите и постапките на САД. Целиот свет е сцена, а сите мажи и жени само актери. Исто како и ненадеен крај на бракот, се доживува распад на американско-европските односи, затоа што има дефект и тоа е неспорно. Сега дипломатијата што исчезнува останува слаба надеж дека овој раскол нема да се претвори во раскинување. Се појавија секакви теории, шпекулации и предпоставки, но суштинското прашање останува: што ќе се случи со светот? Председателот Трамп целосно ги менува ставовите и постапките на САД. Овие промени се еквивалентни на движењето на тектонските плочи, а бидејќи САД се една голема плоча, земјотресот ги стресува сите. Некои европски лидери ја доживуваат оваа динамика на начин што наликува на повик за помош од психолог, пишува Таравари. Таравари пишува дека Балканот е буре барут и дека ако се земе парче земја од Косово, тоа може да биде причина за почеток на голема војна. Балканот секогаш има буре барут кое колку и да има предрасуди или судење од официјална Европа, доколку се запали со себе ќе го понесе не само овој континент, туку и целиот свет. Овие нови спорови кои целосно ги нарушуваат старите баланси, до каде ќе одат, а како ќе се одразат особено на Косово. Сите актери кои учествуваат на овој настан треба да знаат дека ако се донесе неправедна одлука, дури и за дел од неа, Косово ќе остане запишано во историјата како малата земја што го предизвика големиот конфликт и сите ние ќе бидеме дел од конфликтот кој би можел да се нарече и Трета светска војна, додава Таравари.
Председателот на партијата Алтернатива Зекирија Ибрахими смета дека заедно со промената на државниот грб треба да се смени и државната химна, а тој предлага Македонија да биде првата земја во светот која ќе има химна со два текста, едниот за македонците, а другиот за албанците. Ибрахими, кој го наследи собранискиот спикер Африм Гаши како председател на Алтернатива, вели дека во интерес на внатрешната кохезија, химната треба да ги представува сите заедници кои живеат во Северна Македонија. Според него, ова би можело да се постигне на неколку начини. Првиот е да има химна со два текста за македонците и за албанците. Вториот е химна со еден текст што ќе ги вклучи сите ентитети, а третиот химна без никаков текст. Еден од начините е химна без текст или да се направи друг текст кој ќе биде без етнички идентитет, или каде што ќе бидат вклучени сите други етникуми и ќе може да се пее на било кој јазик од која било етничка припадност. Македонците, албанците, турците и другите можат да ја пеат на својот јазик. Постои уште една опција текстот да се адаптира и да биде погоден за сите други етникуми. За нас албанците мелодијата на химната не е толку проблематична колку што е текстот на химната. Во духот на државната кохезија и во духот на добрата волја во Северна Македонија, мислам дека е во интерес на државата прашањето за химната да се дискутира во пакетот за грбот. Дали може да има два текста за химната? Не е исклучено, ниту каде албанците ќе можат да имаат свој текст на химната, рече Ибрахими во емисијата Диалог кај Лајм. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denjeno ke silno svira zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije. Što bije tamu dobro mi je, tamu kaj što drugi denjeno ke silno svira zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije.
trubi denje noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, tapan kaj što bije tamu dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije. Оваа година навршуваат 2 децении од добивањето на статусот кандидат за членство во Европската Унија, рече министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој се обрати на 23-тиот мешовит парламентарен комитет меѓу Македонија и ЕУ, што се одржа во Скопје. 20 години на реформи и компромиси, често тешки и болни, но секогаш водени од визијата за европска иднина. Македонските граѓани останаа посветени на европските вредности и покрај предизвиците и разочарувањата на овој долг пат. Денес повеќе од кога било потребни се јасност, предвидливост и решителност во нашиот интегративен процес. Европа не смее да ја изгуби довербата на граѓаните кои 2 децении веруваат во европскиот проект, истакна министерот Муцунски. Во своето излагање, министерот ја потврди целосната посветеност на владата на процесот на европска интеграција со засилен фокус на имплементацијата на клучните реформи. Во надворешната политика остануваме доследен партнер на ЕУ, со целосна усогласена заедничка надворешна и безбедносна политика. Нашата поддршка за Украина, учеството во санкцијските режими и активната улога како НАТО членка покажуваат дека не сме само наблюдувач, туку чинител во градењето на европската безбедност. Како прва земја од регионот, подпишавме партнерство за безбедност и одбрана со ЕУ, нова сеопфатна рамка за продлабочена соработка во оваа област, рече Муцунски. Тој ги истакна и добрососедските односи и регионалната соработка, при што потенцираше дека Македонија останува пример во регионот за градење на стабилни партнерства со соседите, со подготвеност за диалог и заеднички решенија. На крајот министерот Муцунски ја изрази благодарноста за досегашната поддршка на Европскиот парламент и повика на уште поголема активност во следните години, со цел конкретни и одлучни чекори кон европската иднина на Македонија. 20 години сме кандидат за членство во ЕУ, чекориме по пат што постојано се менува, станува потежок и помалку предвидлив, но ние не се откажуваме. Веруваме во Европската Унија, веруваме во европските вредности и веруваме дека нашето место е во европското семејство. Време е за одлуки, а не за нови одложувања. Време е зборовите да станат дела, а процесот на проширување да стане реалност, заклучи министерот Муцунски. Во своето обраќање, министерот Муцунски го истакна и значењето на мешовитиот парламентарен комитет меѓу Македонија и ЕУ, како континуиран, посветен и силен поддржувач на евроинтегративните процеси на државата, кој дополнително придонесува кон развојот на соработката меѓу Собранието и Европскиот парламент. Majka ne smije, tebe čeka da dojdeš. Cela noć majka ne spije, tebe čeka da dojdeš. Majka sina prašuva, kade sine ponojke, nešto kriješ, tako vaš, srce ne si otvoraš. Nešto kriješ, tako vaš, srce ne si otvoraš.
skršeno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaš, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sum za neja. Majka i ne jadava, siroma sum za neja. Srce ti je planina, duša porta crkvovna. Se koji nad reštom vleze, tamu ljubov te najde. Nemoj sine, ne znaja, ti si mi najbogato. Srce ti je planina, duša porta crkvovna. Se koji nad reštom vleze, tamu ljubov te najde. More sinko vre. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
da pa što svetluva. Srce mi je polno i dušava od tvoja da ubavina. Kako miris na gorod cvet mene me opiva. Nema nikoj dušo na ovoj svet posreken od mene. Nema dvajica mladih ljubeni so takva. Ljubav golema. За нашата љубов можат се да спорат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат нема да не разделат. За нашата љубов можат се да спорат и многу да ни завидат, но дури во нас двата огна горат нема да не разделат. Срце ми е полно и душава од твојата убавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква. Љубов голема. Срце ми е полно и душава, срце ми е полно и душава од твојата убавина. Како мирис на город цвет мене ме опива. Нема никој душо на овој свет посреќен од мене. Нема двајца млади влюбени со таква. Љубов голема со таква. Љубов голема. Премиерот Христијан Мицкоски повика да има што повеќе квалитетни албанци во јавната администрација, но рече проблем е да се најдат такви без разлика на нивната етничка припадност што ќе работаат за плата од 25.000 денари. Јас повикувам да има што повеќе апликанти албанци, што повеќе апликанти турци, роми, власи, срби, бошњаци да влезат во јавната администрација и не сум заробеник на проценти. Само да има квалитетни кои се мотивирани да работаат, веднаш утре да почнат со работа. Не се пријавуваат, нема интерес. Никој нема да дојде да работи за 25.000 денари плата. Имаме отворени конкурси и молиме луѓе да се вработаат. Не сакаат бидејќи имаат подобра и подобро платена работа. Еве јас би сакал сега во мојот кабинет да дојдат за таа плата што ја има. Сите албанци да бидат. Нема, не се заинтересирани, вели премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на пратеничката Рина Ајдари од ДУИ, која праша дали се усогласени владините партнери за вработување по етнички клуч во јавната администрација.
Мицковски рече дека на државата и се потребни стручни и квалитетни луѓе, но тоа не да бидат вработени кои не одат на работа, а добиваат плата, како во лотарија, чиј директор рече е во бегство. Никој нема да дојде за 25.000 денари. И знаете зошто? Затоа што еден бегалец кој е на црната листа мислеше дека оваа држава е негова својина и си играше фудбалчиња. Помалку си работеше во лотарија, помалку си изнајмуваше простории кои ги наплаќаше 10 пати повеќе од пазарната сума, малку повеќе си купуваше објекти во центарот на Скопје, туристички агенции за неговото семејство и така натаму и така натаму. И така се празнеше и се цицаше државниот буџет, кој што сега не може да си дозволи поголема плата и поголеми примања, за да можеме да бидеме атрактивни како сектор и да има повеќе албанци кои ќе доаѓаат на работа, кои ќе бидат мотивирани и ќе сакаат да работаат и кои што ќе придонесуваат за нашата заедничка унитарна држава. Но не на принципот на лотарија, каде што имало десетици, да не речам стотици кои земале плата, а не иделе на работа, па самите си отидоа. И можам такви примери да ви редам илјадници, рече Мицковски, одговарајќи на пратеничката од ДУИ. Тој соопшти дека рамката во идниот закон кој ќе обезбеди вистинска правична застапеност во администрацијата е готова уште пред нова година и дека решението ќе биде уставно и нема да биде предмет за политичка дебата и собирање на политички поени. За да не биде како претходниот закон, рече Мицковски, кој Уставниот суд го укина, туку да биде во согласност со Уставот за да биде апликативен. Најави дека законот ќе биде наскоро готов и пред да оди во собраниска процедура ќе биде даден на мислење пред Венецијанската комисија. Но се плашам, додаде Мицковски, дека најбрилијантниот закон да го донесеме нема да најдеме албанец кој ќе работи за плата од 25.000 денари, кога може на слободниот пазар барем 2 пати повеќе да добие. Мицковски порача за државата да оди напред, работите треба да ги гледаме државнички, затоа што ако секој етникум се заврти кон себе и работите ги гледа низ својата оптика како му одговара, тогаш еден ден можеби нема да зборуваме за унитарна држава.
Коалицијата вреди и ја обвини Демократската унија за интеграција дека намерно создава политичка криза со цел да го бойкотира престојниот локален изборен процес. Според нив партијата на Али Ахмети е свесна дека ќе доживее тежок пораз, па затоа посегнува по очајни мерки. Дуи знае дека на локалните избори ќе ги изгуби општините што ги контролира. Истражувањата покажуваат драматичен пат на нивната поддршка, а тоа значи дека неизбежно ќе се отвори прашањето на лидерството на Ахмети. Наместо да се соочи со реалноста, Дуи се обидува да креира хаос и да ги избегне реформите што се неопходни, велат од вреди. Од коалицијата Влен додаваат дека Дуи со месеци создава лажна атмосфера на загриженост и пласира неосновани напади за наводна деалбанизација, иако според нив нема никакви факти што го потврдуваат тоа. Обвинувањата за наводна деалбанизација се дел од нивното сценарио. Целта е да создадат лажна слика дека албанците не се доволно застапени во институциите, а при тоа да ја обвинат нашата коалиција со ВМРО-ДПМН. Ова е провидна стратегија која нема да им помине, истакнуваат од вреди. Според нив, Дуи првично сакала да влезе во владата со 4 министерски позиции, но без председател на собранието, а за возврат барала ВМРО-ДПМН да ја препушти контролата врз Кичево или Струга. Откако не успеа да се договорат за влез во владата на Груевски, сега се обидуваат да ја разнишаат политичката стабилност. Ова не е ништо друго освен последен обид за одржување на нивната моќ, потенцираат од вреди. На крајот коалицијата предупредуваат дека албанците нема да дозволат вакво предавство и дека Дуи ќе се соочи со сериозни последици на политичката сцена.
trubi, što tu ne saka, drug neka me ljubi. Aj, daj, silno posilno, koga će mi trgne, oro svadbeno, odmah ga neka umre. Aj, daj. Градоначалникот на веројатно најнечистиот град во државата Билјал Касами на седница на Совет испрати апел до граѓаните да ги плаќаат сметките за подигање на сметот од приватниот оператор Саубермахер како основа за чист град. Касами смета дека сите барања за присилна наплата се законски оправдани, а доколку сметаат граѓаните дека се оштетени, тоа може да го докажат на суд. Мојот апел е граѓаните да ги плаќаат своите обврски кон Саубермахер. Се работи за обврски кои се основни за градот, а тоа е чистотата на градот. Ние гледаме дека веќе се става во ред во делот на менаџирањето со отпадот во градот. Ги замолуваме да бидат повнимателни и да ги исполнуваат нивните обврски. А што се однесува до поплаките во делот на редовното доставување на фактури и на другите пропратни процедури во делот на присилната наплата, ние им гарантираме на граѓаните дека таа процедура мора да биде по закон и на крај за тоа ќе одлучат судските инстанци. Значи, ако некои од документите не се доставени според законот, граѓаните да бидат мирни дека тоа ќе го добијат на суд, истакна Касами. На седницата на Советот беше усвоен и нов правилник за регулирање на условите, критериумите, постапката и доделување на наградите и признанијата од страна на општина Тетово. Се усвои план за запишување на учениците од прва година во новата учебна 2025-2026 година. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Сношти го видов, мамо мори, убавото стојне. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбер, елај ми на колено. Чело имат, стојното лице ле мамо, солунско синитче. Стојне бре, стојне, стапни ми на нога. Ерген бре, дилбер, елај ми на колено. Crni čerešovi, stojnimite vegile mamo, morski prijavnici. Stojne bre, stojne, stapni mi na noga. Ergen bre, dilber, elaj mi na koleno. Snagale
Lega na topola Stojnino to grlo nemamo lično gledalo Stojne bre, stojne, stapni mi na noga Ergen bre, dilber, elaj mi na koleno Stojne, stapni mi na noga Ergen bre, dilber, elaj mi na koleno Stojne bre, stojne, stapni mi na noga Ergen bre, dilber, elaj mi na koleno Marketing Сонце одвојте руси Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг Кога свири гајдата, полна ни е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Кога свири гајдата, полна ни е душата, старо младо станува, маоро заигрува. Свири гајдачи, дур не раздели. Свири гајдачи, свири ми брате ти, песна да ме погоди и развесели. Свири гајдачи, песна македонска, сите да станеме, гордо да заиграме. Да се знае какви сме, кога се веселиме, светот нека разбере за нас македонци.
Шпанскиот амбасадор во Македонија Рафаел Соријано Ортис јавно изрази воодушевување на социјалните мрежи откако при патување од Скопскиот аеродром забележал дека премиерот Христијан Мицкоски ги поминува сите аеродромски формалности како и сите други патници. Ортис, кој чекал во ред за туристичко патување на лет за Истанбул, посведочил како премиерот на Македонија без никакви привилегии ја поминал контролата, чекал ред за чекирање и ги испоштувал сите процедури како и останатите патници. Во објава на социјалната мрежа X, шпанскиот амбасадор го посочи овој момент како пример на едноставност и нормалност во однесувањето на високите функционери. Утрово фатив лет за Истанбул, во редот за туристичко пријавување, го сретнав премиерот Христијан Мицкоски кој ги помина формалностите, вклучително и соодветните контроли како и секој друг патник. Пример на едноставност и нормалност. Браво, напиша амбасадорот. Овој гест на Мицкоски добива дополнително значење доколку се стави во контекст со контроверзниот случај од минатата година кога претседателката на Косово, Вјоса Османи, направи скандал на истиот аеродром, одбивајќи да ги мине безбедносните проверки. Османи тогаш се повика на дипломатскиот пасош, инсистирајќи дека не треба да помине ни стандардните процедури за проверка, што предизвика сериозни реакции во јавноста, но и сериозен инцидент во кој заигра и пиштоли. Во случајот со Мицкоски, според сведоштвото на амбасадорот Ортиз, однесувањето на премиерот било во рамките на почитувањето на правилата и протоколите, што е позитивен сигнал за институционалната култура во земјата. Очекувано оваа објава предизвика реакции на социјалните мрежи, каде што многумина ја поздравија постапката на премиерот како чекор кон поголема транспарентност и еднаквост пред законите и правилата.
Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Од оваа емисија по понатаму ќе направиме едно катче и за најмладите. Емисиите ќе ги завршуваме со по една приказна. За оваа емисија тоа е Јованче и Марика. Ви посакувам пријатен ден. Јованче и Марика. Дрвосечачот и неговата жена биле многу сиромашни. Тие имале 2 деца, Јованче и Марика. Многу тешко живееле. Една вечер, додека изморени се враќале од работа кон својот дом, тие ги изгубиле децата во шумата. Јованче и Марика се нашле сами во темнината. Почнале да плачат, бидејќи не го знаеле патот. Така исплашени преспале под некое дрво, а наутро тргнале да го бараат патот кон својот дом. На една ливада што се наоѓала среде шумата, виделе куќа направена од бисквити и колачи. Колачињата биле мамка. Во куќата живеела страшна вештерка. Таа ги фатила Јованче и Марика. Вештерката го пикнала Јованче во кафес и почнала добро да го храни за тој да се здебели. Таа сакала да го испече и да го изеде. Марика морала да ја помага на вештерката. Иако била малечка, таа смислувала план како да се спаси себе си и својот брат. Кога вештерката ја отворила вратата од печката за да види како гори огнот, Марица ја турнала во печката. Вештерката изгорела, а незината зла моќ исчезнала. Сестрата го ослободила Јованче од кафезот. Биле многу исплашени, но напргу го нашле патот до дома. Волшебните колачиња, кои биле во престилката на Марица, се претвориле во суво злато. Тоа било награда за нивната храброст. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.